На повидок во споставување на голема соработка помеѓу Прилепската општа болница и Универзитетскиот клинички центар во Лозана, Швајцарија, која што е втора болница по големина во оваа земја. Целата идеја и иницијатива е на нашиот иселеник и сограѓанин Дејан Аџиовски, кој што со донации од Швајцарија за Македонија беше активен и за време на короната, кога во Македонија беа испратени 70 неинвазивни респиратори. Планираме да поставиме долгорочна и континуирана медицинска соработка со овој реномиран клинички центар. Соработката ќе биде преку професионална размена, значи трансфер на знаења, техничка поддршка, донација на медицинска опрема, специјализирани инструменти и друг потрошен материјал. Моментално правиме со директорот на болницата правиме анализа на потреби. Потоа таа анализа на потреби ќе ја поднесеме во швајцарските болници, поточно во Шу во Швајцарија, близу до Лозана, и да направиме првен еден добар контакт со нив, една размена на кој што рековме на барањата. Поточно потоа можеме да направиме еден контакт со институциите тука, со општина Прилеп, Прилепската болница, Министерството за здравство, за да можеме да направиме една континуирана соработка во повеќе години. Аџиовски упати апел во Македонија многу повеќе да се искористуваат контактите со нашата диаспора, кои што сега биле на незадоволително ниво, а со тоа во иднина најголема корист би имала државава. Да му се пружи рака на иселениците, на диаспората за потесна соработка. Можат да се направат тоа преку некои средби од диаспората, преку амбасадите, преку институциите, и тие луѓе кои се способни, кои имаат капацитет и контакти, би можеле секој во својата сфера да пружи рака и да помогни кон Македонија, кон македонските институции, болници и така натаму. Ваква соработка со швајцарски клинички центри во иднина, Аџиовски најавува и со други болници од Македонија. За Сител, Дарко Штарговски.